Десетина долгогодишни дрвја кои се наоѓаа на тротоарите долж улицата Страшо Пинџур во Тетово денес беа исечени откако општината започна со целосна реконструкција во овој дел од градот. Но овој потек најде на несогласување кај дел од граѓаните. Дрвото е корисно, затоа реков. Не би требало да го уништат. Како воздух ќе дишиме? Билат ќе стават нови дрва. Ама додека пораснат ја нема да чекам. Ако овие ги ваѓа, треба да стават да растат други. Независниот советник Хамди Сулемани од иницијативата Подобро за Тетово смета дека дрвјата не требало да се исечат и бара да се сопре сечењето на оние кои останаа. Во целиот свет и во европските земји дрвата веќе имаат регистар каде што се регистрираат според квалитетот на дрвото, годините на дрвото и така натаму. Во нашиот град дрвата се сечат секој момент без никој да одговара и се сечат бидејќи истите немаат јазик и не може да одговарат и да зборуваат. Така да се надеваме дека ќе се стопираат наредните дрва што треба да се сечат, ќе се земат соодветни мерки за истите и да се постават одма новите дрва кои што ќе го разубават овој дел на градот и да не се препознае никако промената која што се случи са Бајлева во ова улица. Градоначалникот Билјал Касами пак вели дека дрвјата биле отстранети затоа што ги оштетувале тротоарите, пошто ќе бидат заменети со нови и дека тоа било неопходно поради целосната реконструкција на улицата. Значи и канализација и водовод и тротоари и да се реновираат и дрвата, да се стават нови дрва кои ќе бидат соодветни на новиот проект, ќе се стават и значи ќе се смени осветлувањето, значи после реконструкцијата овој пат ќе го има најмодерниот изглед, најубавиот изглед кој ние го заслужуваме као граѓани на Тетово. Па секогаш за се некој ќе реагира и ние сме свесни за тоа, но граѓаните се свесни дека после реконструкцијата овој пат ќе го има најубавиот изглед што ние сигурно го заслужуваме. Асфалтот на ова улица беше раскопан уште во октомври минатата година за време на претходната локална власт. Касами најави дека активностите за санација ќе завршат до крајот на јуни.